Така, на пример, Валео покажа интересно решение за оние кои влечат приколка со кое целосно се менува начинот на кој тие патуваат. Системот се состои од неколку камери монтирани на возилото и приколката, кои сниманото го прикажуваат на мониторот од инфозабавниот систем. На тој начин приколката станува виртуелно провидна и возачот има целосна прегледност над се што се случува зад неа, олеснувајќи го паркирањето и правејќи го возењето максимално безбедно. Американскиот производител на аудио опрема Bose обмисли технологија со која внатрешноста на автомобилот се заштитува од надворешната бучава. Таа делува со анулирање на звуците кои возилото ги создава при своето движење, со што патниците може да уживаат во тивкото возење или пак во поквалитетно слушање музика. За таа цел се користат акцелерометри поставени блиску до тркалата кои ги детектираат движењата што создаваат шумови. Податоците потоа се обработуваат и заедно со она што ќе го снимат микрофоните во кабината се добива звучна слика за непријатната бучава. Врз основа на неа, аудиосистемот емитува звучни бранови еднакви по интензитет, но со спротивна амплитуда кои ја поништуваат несаканата бучава и создаваат активни тивки зони околу патниците во возилото. Децата се радост за целото семејство, но грижа за возачот, посебно на долги патувања кога е тешко веројатно да останат мирни. Ауди со помош на високата технологија покажа дека и тоа е можно. За оваа цел едно возило беше конвертирано во центар за виртуелна реалност, кој возењето го прикажува како видеоигра со теми од Дизни. Настаните во неа го следат движењето на возилото, а е овозможено и интерактивно учество. За големите деца како нас е развиена посебна верзија на овој софтвер со Марвеловите одмазници, во која се патува со вселенски брод преку астероидно поле. Од Ауди велат дека оваа одлична идеја засега е имплементирана чисто за истражување на можностите. Garmin покажа низ решенија подготвени за интегрирање во автомобилите, кои веќе им се понудени на производителите. Посебно интересен е паметниот часовник, кој со само еден допир го отклучува возилото и ги подесува седиштата, ретровизорите и климатизацијата според желбите на возачот. Овозможува и пренесување на музиката слушана на другите уреди поврзани со него, како и навигација кон претходно избраните дестинации на домашниот компјутер или мобилниот телефон. Сличен настап имаше и Bosch, кој се пофали со 270 проекти со кои планираат да ни го променат животот. Некои од нив длабоко навлегуваат во иднината, како што се самовозечките технологии демонстрирани во изложниот шатл наменет за урбан превоз. Идентичен во многу нешта на другите вакви возила, од нив се разликува по сеопфатноста на решенијата. Така, на пример, од Bosch истакнаа дека во него е вградена камера која проверува некој од патниците да не заборавил нешто во кабината. Сакале или не, автономните возила ќе станат секојдневие за кое автомобилските производители добро се подготвуваат. Иако не се експонира многу, Toyota на ова поле има доста напреднато. Јапонците веќе ги имаат научено своите возила како да се однесуваат во опасните ситуации, што го покажаа со серијски кратки видеа. Сепак тврдат дека засега нивна цел е новите технологии да му помогнат на возачот, а не да го заменат. Истото го мислат и во Freightliner, американската товарна филијала на Daimler. Нивниот нов модел Cascadia, опремен со автономни технологии од второ ниво, веќе годинава ќе се најде на пазарот. Тој е способен самостојно да сопира, забрзува и вози при сите брзини, но возачот и понатаму мора да ја следи ситуацијата. Со текот на времето, Freightliner Cascadia со помош на инвестиции од $570 милиони ќе добие и четврто ниво на автономија. Тоа ќе му овозможи потполно сам да ги врши сите функции без интервенции на возачот.
Својот настап во Лас Вегас Мерцедес го подели на 3 тематски целини: на иднината, сегашноста и она измеѓу. Иднината беше представена со Vision Urbanetic концептот, кој во основа е флексибилно автономно комби возило. Сегашноста беше доделена на новата генерација на купето со 4 врати CLA, а електричниот EQC беше тој што ги поврзуваше. Автомобилската премиера на CES имаше и вториот модел на Битон, лимузината Key-Bite, која доаѓа со дигитална маска. Овој автомобил би требало да биде подготвен за лансирање во 2021 година, а после него ќе дојде уште еден модел на новата кинеска марка. Беше покажана и сериската изведба на кросоверот M-Bite, чија продажба ќе започне при крајот на годинава.